Заради пандемијата со коронавирусот во земјава, за прв пат се воведе вонредна состојба. Председателот Пендаровски прогласи вонредна состојба 2 пати по 30 дена и една по 14 дена, која треба да заврши на 30 мај, што од правен аспект представува вонредната состојба. На оваа тема зборува долгогодишниот адвокат и правник Александар Симјановски. Вообичаено таква состојба се прогласува од собранието на државата на предлог на председателот, владата или најмалку 30 пратеници. Доколку не може да се собранието да заседава, да се собере, во тој случај вонредната состојба се прогласува од страна на председателот на државата, бидејќи во нашата држава собранието беше распуштено и не може да заседава. Заради тоа, одлуките за прогласување на вонредна состојба ги носеше председателот. Вонредната состојба согласно Уставот може да трае најмногу 30 дена и токму поради тоа гледаме ситуација во која што председателот не ја продолжува вонредната состојба, туку секогаш носи нова одлука за прогласување на вонредна состојба. Битно во оваа ситуација од уставно-правен аспект е дека по штом собранието ќе може да се собере, да заседава, председателот ќе треба да ги поднесе сите тие одлуки на потврдување од страна на собранието. Самата вонредна состојба е, многу исклучително битна одлука, заради тоа и Уставот предвидел да се носи во собрание со двотретинско мнозинство. Зошто исклучително битна? Исклучително битна е затоа што таа за време на вонредна состојба може да настане ограничување на човековите и граѓанските права кои што се и слободи кои што се предвидени и загарантирани со Уставот на нашата држава. Мандатот на пратениците, председателот, владата и судиите на управен суд се продолжува за време на вонредна состојба, вели Симјановски. Владата е онаа која може да носи уредби со законска сила за време на вонредната состојба. Владата добива законодавна моќ. Законодавна моќ затоа што уредбите со законска сила ја овозможуваат на владата да уредува прашање од надлежност на собранието, прашања кои што, речемо, собранието би ги уредувало со закон. На тој начин и извршната и законодавната власт се акумулира у рацете на владата. Тоа може да биде причина за појава на, да речем, на некои недемократски моменти и токму заради тоа е предвидено и да трае вонредната состојба најмногу до 30 дена. Иако не е експерт за уставно право, Симјановски смета дека ограничување на движењето на граѓаните може да има и без вонредна состојба, зашто во Уставот стои дека слободата на движење може да се ограничи со закон кога е тоа потребно за заштита на безбедноста на државата, водење на кривична постапка или заштита на здравјето на луѓето.